Му се радуваш на огнот, но не и на пожарот. Му се радуваш на домот, но само кога е безбеден. Полиси за домакинство на осигурување Македонија. Сега со подобрени услови. Тука сме. Еден од помладите ракометари во репрезентацијата, чекавме и дочекавме да добиеме ракометари кои што доаѓаат и кои што можат да секако да помогнат на оваа генерација. Филип Талевски, како се задоволен од она што го прикажа на првите две средби? Па добро, секогаш може повеќе, но за тоа што го добиваме, ние даваме максимум, играме добра одбрана, јас и Кузмановски, секоја шанса што ни е дадена гледаме да ја искористиме и да помогнеме на оваа репрезентација. На вчерашниот дуел го покажавме тоа дека можеме и ние да повлечеме и да му помогнеме на останатите соиграчи. И тоа излезе на еден убав начин за да тие голови некои одлучувачки на Кузмановски да бидат и за одлучување на овој надпревар. Многу ни е мило што играме, што имаме минутажа. Мило ни е што првите две средби ги имаме победи. Сега имаме многу убава позиција, убава положба. Одиме со Германија да се надигруваме, да се надмудруваме и мислам дека ќе биде еден убав надпревар за очи, каде што ние немаме притисок. Притисокот мислам дека е на страна на германците, поради тоа што мора да го оправдаат фаворитскиот дел, поради што е на нивна страна. За нас ќе биде еден, како да кажам, еден надпревар за уживање, да ако можеме да направиме некој изненадување, некој европско чудо, да го победиме актуелниот европски шампион и зошто да не да завршиме први во групата и да пренесеме 4 бода во наредна фаза. Настапуваш во Рајн-Некар, имаш клубски колеги, настапуваш против нив секој викенд, знаеш отприлика како се движи нивната форма, нивната можност, што очекуваш од она што може тие да покажат? Па добро, знаете, германците го имаат тој менталитет, играат до последна секунда. Го покажаа тоа на вчерашниот надпревар со Словенија, не се откажаа ни во ниеден момент, така да очекувам иста игра и ние и мислам дека сега враќаат, добиваат еден плюс во одбраната, го враќаат Лемке и за нас ќе биде уште потежок мотив и уште поголема желба за надигрување, така да германци како германци ние треба да одиграме максимално, да се спремиме максимално за нив, за тоа што не очекува и што биде нека биде. Што се очекува, со колку бода одиме во Вржден? Па 2 бода сигурно, ние сакаме да поминеме и зошто да не со 4, но што е тука и ако загубиме од Германија не треба ништо да жалиме, него напротив треба да одиме со главите горе. Доаѓаат и што силни репрезентации таму, видовме дека една Данска победена од Чешка, која е наш познаник, така да ќе одиме и таму исто во наредна фаза, чекор по чекор, ако можеме да извојуваме победи таму за да фатиме полуфинале, зошто да не.